Од студиото во Вашингтон, добро вечер. Го гледате Newsflash, ТВ журналот на гласот на Америка на македонски. Вечерва со вас ќе биде Ведран Андоновски. Најбогатите земји во светот го завршија самитот во Италија со фокусирање на Африка и обезбедување на доволни количини на храна. Групата особи САД, Јапонија, Германија, Франција, Британија, Италија, Канада и Русија на средбата во местото Лаквила решија да обезбедат 20 милиарди долари помош за прехрана на сиромашните земји. САД ветија 3,5 милиарди долари во рамки на тригодишната програма за помош на сиромашните земји, не само за прехрана, туку и за развивање на нивните земјоделски сектори. Ова беше најавено по разговорите меѓу лидерите на Г8 и африканските земји за обезбедување на доволни количини на храна. Оценувајќи го самитот на пресконференција, американскиот претседател Барак Обама изјави дека лидерите отворено и посветено разговарале за прашања како економската стагнација и климатските промени. Тие се согласиле дека целосната обнова од глобалната рецесија е се уште далеку, рече американскиот претседател, но го повлече долгорочниот консензус заеднички да се работи на остварување на таа цел. Според Обама, државниците на Г8 биле едногласни и за потребата да запре ширењето на нуклеарно оружје и изразиле загриженост за, како што кажа, шокираните настани по претседателските избори во Иран, но и ризикот што земјата го представува во ширење на нуклеарното оружје. На дневен ред на Обама по самитот на групата 8 е средба со папата Бенедикт во Ватикан. Наредната станица е Гана, негова прва посета на Африка на делот под Сахара како американски претседател. Белата куќа соопшти дека Обама ја избрал Гана поради тоа што ја смета за цврст демократски систем. Во продолжение на Newsflash, во организација на Националниот демократски институт и Националниот албанско-американски совет, во Вашингтон се одржа дискусија за улогата на жените во јавниот и политичкиот живот во земјите од Западен Балкан. Извештај на Јане Бојаджиевски. Учеството на жените во власта е круцијално за демократската транзиција на Западниот Балкан кон евроатлантските структури. Зошто треба да има поголема вклученост на жените во јавниот и политичкиот живот, објаснува Сладјана Маријановиќ-Пановска, програмски менаџер во канцеларијата на Индија и во Скопје. Откако добивме повеќе жени во парламентот на Република Македонија, тие успеа да направат измени на законот за здравствена заштита, со кој што возможија секоја жена во Македонија еднаш годишно да има бесплатен гинеколошки преглед и мамографски преглед, што секако се надевам долгорочно ќе го намали бројот на заболени жени, кои што ова е многу важно прашање, од социјален аспект. Африм Кркутиот Дебар, вработен во Македонски пошти, кој исто така учествува на програмата во Вашингтон, организирана од Националниот демократски институт и Националниот албанско-американски совет за статусот на жената во неговиот роден град, вели. Веројатно сите знаеме што е Дебар и што значи Дебар во смисла на емансипација на жената. Јас си напоменам само тоа дека за среќа имаме дури и парламентарка во Собранието на Република Македонија ова година, а инаку добро е познато колку се едуцирани и колку вложуваат дебарчани во едукација, посебно на жените и младите генерации. Учесниците тврдат дека се менува стереотипот за жената домакинка без други амбиции во сите земји на Западниот Балкан. Заклучок е дека Македонија е лидер во емансипацијата на жените и нивното вклучување во политичките процеси. 30% од парламентарците во активниот состав на Македонското собрание се жени. Во Албанија процентот е 15%. На средбата во Националниот демократски институт беше заклучено дека жените во Западниот Балкан се еманципирани. Меѓутоа, уште многу треба да се направи за нивно целосно вклучување во јавниот и политичкиот живот во земјите во регионот. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон. Музичката легенда Том Џонс не знае за одмор. Со нов албум, неодамна беше на турнеја во САД. Албумите му се продадени во 100 милиони примероци. Кралицата Елизабета го прогласи за витез во 2006. На 69 години важи за секс символ за многумина.
Томас Джонс Вудвард е роден во Јужен Велс, Велика Британија. Тинеџерските години ги минал како обичен работник преку ден, а пејки по клубови и преку ноќ. Кон средината на 60-тите години се запознава со текстописецот и менаџер Гордон Милс, ја снима неговата numera It's Not Unusual, што подоа се продава во 3 милиони копии и после влегува во светот на славните. Познат по моќниот глас и секси пил, Том се карактеризира и со флексибилност и разновидност. Well, I love to listen to music and I want to know what's going on. And I've always been into sound. Сакам да слушам музика, да сум во тек, уште од почетоците на рок-н-ролот во 55-та. До ден денес многу слушам музика, а сакам да знам кој што прави. Тоа не го правам само за да останам во бизнисот, туку затоа што навистина уживам во сето ова. На почетокот на кариерата Том беше редовен изведувач во Лас Вегас и една од најголемите атракции на градот, а тоа резултираше со пријателство со Елвис Присли и Френк Синатра. And I remember once I did an album of standards. And Elvis said, Еднаш направив албум со стандардни numeri. Френк Синатра ми кажа повеќе да се фокусирам на свинки, стандардни numeri, а Елвис тврдеше дека треба да ставам акцент на рок-н-ролот. Се чувствував одлично што добив совети од две музички легенди. Том Джонс неодамна издаде албум со наслов 24 Hours. I can feel the attack. I co-wrote most of the songs on it, so it's more of a personal album. Коавтор сум на повеќето од номерите, така што тој е повеќе одличен албум. 69 годишниот секс символ и натаму привлекува публиката, вели дека се чувствува удобно во ситуацијата. Луѓето ми велат дека не се обидувам да бидам некој кој не сум, и помладите ми велат така. Доколку поседувате сексито, сметам дека не исчезнува преку ноќ поради тоа што стареете. Постои се додека го представувате како што треба. Од студиото во Вашингтон го гледавте Newsflash, ТВ журналот на гласот на Америка на македонски. Вечерва со вас беше Ведран Андоновски. Посетете ја нашата интернет страница glasnaamerika.com. Ви благодарам на вниманието и пријатен викенд.